Почитувани граѓани, почитувани новинари. Собранието денеска ги изгласа измените на Законот за земјоделство и рурален развој, поднесен од група пратеници од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. По 3 месеци од олговлекување и наетење на пратениците од ВМРО од ДПМНЕ, очигледно притиснати од јавните критики за нивното неодговорно однесување, учествуваа во гласањето на овие измени. Со измените на законот им се олеснува постапката на примателите на субвенции, односно тутунопроизводителите кои не треба да одат во УЈП да вадат потврда за платени даноци со цел да се олесни целата постапка и веднаш да ги добијат субвенциите кои им следуваат. Важно е да се истакне и дека со измените на законот се зголемува поддршката за набавка на гориво на земјоделските стопанства од 50 на 100% од вредноста на горивото. Ова во време на светска енергетска криза и раст на цените на горивата е особено значајна помош која ќе ги намали производствените трошоци и ќе придонесе за конкурентно земјоделско производство. Со усвоените измени се отстранува пречката за исплата на субвенции кон 20.000 тутунопроизводители. Веќе во следните денови започнува исплатата на субвенциите кон над 20.000 семејства во вкупен износ од 1 милиарда и 300 милиони денари, односно над 21 милион евра. Овие средства се обезбедени уште на почетокот на годината и исплатата ќе започне штом законските измени се објават во службен весник. Почитувани, кога светот се соочува со недостаток на храна и важни земјоделски производи, ние, како парламентарно мнозинство, преземаме се за да поттикнеме зголемување на домашното производство на храна и земјоделски производи. Како одговорна пратеничка група, остануваме посветени на реализација на мерки што обезбедуваат помош за земјоделците и граѓаните за што полесно и побезболно справување со последиците од светската економска и енергетска криза. Благодарам.